плаќаме огромни казни, а може да завршиме и во затвор поради возачките. Државата мора да не извлече од проблемот, апелираат нашинци од Италија, кои никако не можат старите да ги заменат со нови возачки со Северна. Дојден сум во Италија 2 години скоро сега ќе правам. Имам негде пред 5 месеци подадено затоа што пред да се пишеш живеалиште во Италија и ти даваат фора 1 година од живеалиштето или од резиденцата овдека, имаш можност да возиш во таа рок од година дена, мора да ја промениш од македонски на италијански возачката. И јас го имав запазено рокот од година дена, значи немав проблем за промена на возачкава, само испадна проблем со името на Република Македонија, што се промена со Северна Република Македонија. Според нашинецот Селчук, кој живее во Северна Италија во регионот Венето, последиците од овој проблем за нив се големи. Последиците се дешаваат затоа што јас сум запрен лично од страна на полиција, на карабинери, ми има дадено опомена. Се јавувам преку агенција за променава, си имам уплатено све, кошта негде околу 400 евра за промена на возачката. Имам уплатено и ви викаат морат, ако тебе ти е хитно, морат да почнеш одново да правиш возачка во Италија. Верувајте дека се соочуваме со многу големи проблеми. Да ми се одземет возило овдека, знаеш колкава казна би била овдека да ми ја земет возилово. Може да ме затворат за ништо, може и затвор да падне за тоа. Според Салчук, државата треба итно да го превземе следното. Јас моментално ги замолувам ако може тој случај да се реши што поскоро за да направи договор со Република Италија за да можеме ние промена да направиме на возачкиве. Моментално уште еднаш мене ако ме запрат во Италија, јас сум со целосна фамилија, не можам, значи јас имам потреба од возило за да ги однесам децава на школа, да ги земам децава од школа. Ја имам 4 деца што ми одат во школа во градинка. И сега ја да се плашам од полиција овдека да не можам да возам слободно, не можам да си бркам работи за фамилијава, не значи од владава, од било каде што побрзо тој проблем да го решат, договор да направат со Северна Македонија и Италија за да го пуштаат тој закон за да можеме да ги промениме возачкиве. Освен во Италија, овој проблем број 1 станува во речиси сите земји од Европската Унија, што подразбира дека со него се засегнати десетици илјади возачи. Голем дел од нив работат како професионални возачи, па сега во прашање им доаѓа и работата и екзистенцијата. Други, поради невалидноста на пасошите, изгубија работа или пак остануваат заробени таму каде што се, односно на сите страни во светот.